Премиерот Христијан Мицкоски побара државно и национално единство на денот на одбележувањето на сесловенските просветители Кирил и Методи. Додека чествување се организира и во соседна Бугарија, премиерот од Охрид истакна дека тој нема да навлегува во, како што вели, простодушна дебата чии се светите браќа. Ниту една наша остапка на наша штета овие повеќе од 30 години не ќе беше возможна доколку не наидоа напукнатини во нашите редови. Ке повторам, ниту една отстапка немаше да биде возможна доколку не наидоа напукнатини во нашите редови. Доколку не направеа процеп на наша штета. Според Мицкоски постојат надворешни притисоци и блокади кои пак потикнуваат сопки внатре во државата. Тој додаде дека шансата на малобројните народи е во пронаоѓањето на мудар начин во интересите на големите играчи на политичката сцена и оцени дека тој е единствениот начин на кој може да се опстои. И ова добро мора да го запомниме. И оние од опозицијата кога го напаѓаат договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство, па кажуваа дека долгот ќе се зголемел поради инвестиции, па лагата дека мигранти ќе се носели така натаму. Само за да издействуваат некој политички поен за себе. Едноставно. И во историска и во секоја друга смисла не вреди таквата реторика. И се прави штета на крајот од денот на државата. Опозиционерот Венко Филипче, кој го слушаше говорот на Мицкоски, го свати повикот на премиерот за единство во насока на евроинтеграцијата. Да седнеме и да видиме како ќе работиме заеднички за доброто и напредокот на државата. Веќе во понеделник на состанокот на Националниот совет за евроинтеграција, ќе дам и конкретен пример. Предлог со конкретни предлог, дури и дневен ред. Затоа што сметам дека треба најголемите политички партии на лидерска средба да разговарат, поради тоа што јасни се пораките од Европската Унија. Инаку Мицкоски истакна и дека нема да потлекне на притисоци, ниту пак ќе прави пакт со криминали и со оние кои ја осиромашуваат државата или имаат намера да прават пактови на штета на идентитетот на граѓаните на Македонија.